Овој белгиски овчар се вика Торнадо и има само 2 години. На 6 месеци бил избран да учествува во специјални операции на вооружените сили на Украина. Тренерот на кучето не може да го сподели неговото вистинско име или да го покаже лицето. Му се обраќаат со Реј. Собака дуже сильно мотивована. Кучето е многу мотивирано и отпорно на стрес, уште од првата лекција. Тоа направи се совршено. Реј им се приклучил на специјалните сили на Украина во 2019 година. Тој и други војници извршуваат специјални воени задачи, а сега тренираат кучиња за такви мисии. Од почетокот на руската инвазија, Торнадо главно бил обучен да бара непријателски диверзанти. Реј вели дека украинските тренери на кучиња ја усвоиле тактиката на американската воена морнарица, која исто така користи кучиња за борбени мисии. За кучињата обуката е тешка и трае исцрпувачки 6 месеци. Якщо собака заходи... Кога Торнадо е на мисија и влегува во зграда, тој е трениран да го нападне првиот човек што ќе го види. Исто така тренираме кучиња да напаѓаат луѓе со оружје. Давај! Иако Торнадо е опасен во мисија, во секојдневниот живот тој е добро воспитан и не представува никаква опасност за општеството, вели неговиот тренер. Но Реј вели дека кучињата напаѓачи живеат толку блиску со овие војници, што нема да дозволат многу други луѓе да им се доближат, а тоа е дел од обуката. Потрібно провести тривалу підготовку. Потребно е да се обучи кучето во истата група што ќе оди на мисија, така што ако се повреди кучето, друго ќе може да им помогне на другите членови на единицата во евакуацијата. Во спротивно, Торнадо може да ги нападне и да спречи медицинска помош. Торнадо се уште не учествувал во борбени мисии, но во октомври кучето добило награда за одлична работа во зачадени услови и во ситуации на експлозиви под команда на вооружените сили на Украина.